Дискриминирани, патувајќи по неколку часа само за да ја земат неопходната метадонска терапија во центри што работат само до 14 часот, половично лекувани од медицински сестри или лекари чија специјалност не е психологија. Ова се само дел од проблемите со кои секојдневно се соочуваат зависниците во земјава. Центрите за лекување на зависности не се ништо повеќе од шалтери за делење на метадон. Главниот проблем до сега беше што огромен број на пациенти се лекуваат на исто место и при тоа се очекуваше од пациентите и по неколку часа дневно да патуваат за да си ја земат терапијата, што ја оневозможува нивната успешна рехабилитација, ресоциализација. Оние пациенти кои добро одговараат на третманот и се вработени, имаа пречки во нормалното живење. Жителите од Скопската општина Киселовода, каде што се наоѓа само еден од овие центри, преку протести во последните месеци го актуализираа деценискиот проблем. Само со оваа локација, за кој пак сега здравствените власти најавуваат решение. Во тек се подготовки за дисперзија на дел од пациентите кои се вклучени во програмата за третман и превенција од зависности во центарот во Киселовода. Вкупно 120 пациенти ќе бидат распределени согласно општината во која живеат и според локациите на кои ќе бидат пунктовите. Дисперзијата ќе следи во општинските пунктови кои се наоѓаат во поликлиниките Јане Сандански, во населбата Ченто и Бардовци и во градската општа болница 8 септември во Карпош. Ваквата одлука на здравствените власти е поздравена од здруженијата, кои апелираат ветувањата да не останат само на хартија. Оттаму велат дека мора да се најде решение и за недоволниот број на медицински кадар, кој исто така е долгогодишен проблем. Фармаколошкиот третман, односно субституцијската терапија со метадон и со бупренорфин е само еден елемент и не може да функционира, не може да ги даде резултатите ако не е поддржана со психосоцијална поддршка. Кај нас, да, недостатокот на медицински персонал е проблем кој што може да го доведе во ризик спроведувањето на овој план. Граѓаните од Киселовода со месеци протестираат, бидејќи на секој ќоше во населбата има шприцеви и игли. Нивното барање е дислокација на центарот, кој на ова место се наоѓа повеќе од деценија. Решение што тогашните власти го презентираа како привремено. Потоа, од здравство се предомислија и за најавената одлука центарот да се премести во Газибава, откако жителите на оваа општина излегоа на улиците и го изразија својот револт за ваквото решение. Па идејата центарот да се смести во пранишната менза на фабриката Металски завод Тито преку ноќ падна во вода.